Насе долго вежбаше за училишниот маратон во трчање. Но, тоа утро, не можеше да ги протне огромните стапала во новиот пар патики. Да, преку ноќ му пораснале само стапалата, како огромни чамци кои шлапаат. Овие големи стапала не се недостаток, туку имаат квалитети што треба правилно да се искористат, рече мајка му. Насе од секогаш и веруваше, па вети дека нема да се грижи, туку ќе отиде на надпреварот. На патот го пречекаа највисокото, средното и најмалото дете. Патиките се поголеми од тебе. Девојчиња, кој сака да се дружи со стапала, ќе претрка целата земја. Насе избега. Трчаше долго со новите стапала. За час го претрча градот. Стигна до езерцето и почна да плаче. Ако не постоја другари, сам ќе си ги измислам. Ќе го нацртам својот другар. Ќе ги има сите супер моки на другарството. Започна да црта на еден лист. Езерото се разбранува од неговите солзи, се стемни и... Ти Насе, а јас Спасе. Ти ме измисли и само ти можеш да ме видиш. Никогаш нема да бидеш сам. Ако некој рече нешто за твоите стапала, ќе си има работа само со мене и со моите мали стапалца, рече Спасе. Од тој момент, Насе и Спасе се здружија и не престанаа да играат. Вечерта доцна стигнаа дома. Мајка му беше загрижена и го опомена за најважната работа на свет. Секогаш кажува ја вистината. Утрото пак го пречека бандата трите деца. Стапалиште, никако да истрчаш 100 метри. Чекај само кога мајка му на Насе Гнасе ќе дознае дека тој ниту оди на часови, ниту на надпревар. Спасе почна да го брани Насе, но никој не го гледаше. Немој, залудно е, му шепна Насе. Си зборува самиот со себе. Чудовиште! Тажни, Насе и Спасе повторно заминаа кај езерцето. Наеднаш, од затрските се стрчаа тројцата за да го турнат Насе во езерото. Арно ама, средното се сопна, падна во водата и почна да се дави. Спасе го виде ова и му шепна на Насе. Насе ја собу чевлата и со неа како чамец успеа да го спаси. Еј, Насе, другариште си нема збор! А средното го прегрнуваше огромниот чевел. Од сега, ако некој те задава, викај! Насе вечерта се и раскаже на мајка си, а таа го прегрна. Од тој ден, Насе никогаш повеќе не избега од училиште и не пропушти ниеден надпревар. Научи да се сака онаков каков што е. Една година подоцна, Насе трчаше најбрзо на патиката за трке. Од сите тркачи, дури ги прескокна и трибините, го претрка најбрзиот воз, ама не победи. Но тоа воопшто не му беше важно. Зашто во различни времиња од животот, различни работи стануваат важни.